како еден од многуте илјадници родители во оваа наша држава загрижени за здравјето, за иднината на нашите деца, посетно она што ни се случува со оваа, би рекол, вештачки наметната инсулинска криза. Значи, јас сум родител на син кој што од својата 12-та година е на инсулин, што значи веќе 9 години. И во моментов е на инсулинска пумпа и за сите овие години тој промени 3 типа на инсулин, односно ова принудна промена ќе биде 3-ти тип на инсулин. Значи, јас не сега да бидам сватен погрешно, туку наистина со целокупниот свој авторитет, кредибилитет, со целокупната своја сила, во потполност ја поддржувам борбата и заложбата на владата на Република Македонија и министрот Тодоров, да, како што велат тие, да заштедат средства во буџетот на државата и да не поднаводници, нели, не се цицаат средства од буџетот на државата на сметка на пациентите, односно на сметка на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, никако не можам да го разберам, да разберам ова министерска упорност, би рекол, под наводници, и наетливоста, па дури ако сакате и неетичноста, и паушалните импровизации кои што се прават во овој дел, при тоа не водејќи сметка за евентуалните последици кои можат да настанат по здравјето на пациентите. Диабетичарите, ни криви ни должни, се доведени во една стресна, би рекол дури и неизвестна ситуација, гледајќи во својот син, а сигурно гледајќи ги многу илјадниците, не само пациенти, туку и родители на овие пациенти, кои што се вклучени во оваа игра ни криви ни должни, каде што некои други интереси, дали се тоа лични, дали се бизнис, дали се финансиски, дали се партиски интереси, се ставени над интересите над самите пациенти, односно над оваа категорија на граѓани. Јас разбирам дека до смена на инсулин, како родител, дека може да се дојде исклучиво само во договор, односно по констатација на матичниот ендокринолог со самиот пациент. Тоа најдобро го знаат, нели, сите овие млади момци кои што постојано комуницираат со своите матични ендокринолози, а не да дојде како резултат на некоја суетна одлука на некој министер кој можеби денеска е, утре можеби нема да биде, меѓутоа последиците кои што ќе настанат или евентуално се настанат и ќе бидат страшни по здравјето на оваа категорија на граѓани. Би го запрашал и министерот, а тука би го запрашал и премиерот, кој што излезе во подкрепа на ставот на министерот, каква е таа сериозна грижа за пациентите, како што велат во јавното обраќање до јавноста не никога избегва, без при тоа око да им трепне кога велат дека смената на инсулинот нема да предизвика никакви последици. Од тука ќе ги прашам дотичните, дали некој им објаснил што значи несоодветното или неадекватното регулирање на шекерот во крвта. Дали некој им објаснил што е тоа состојба на хипер или хипогликемија. Дали министерот видел кога диабетичар ќе падне во кома, каква е таа стресна состојба за организмот на диабетичарот, меѓутоа и за организмот и за сите оние кои што во тој момент се наоѓаат околу самиот диабетичар. Секоја смена на инсулинот носи навистина неизвестност, носи страх, од причина што секој организам не реагира истоветно на секој тип на инсулин. Вие вас глава да ве заболи, па имате неколку типа. Имате аналгин, кафетин, на некој реагира еден, на некој реагира друг, на некој реагира трет, а не да говориме за ваква сериозна состојба на организмот. И имате ситуација кога ендокринолозите велат се е орете, конечно го погодивме типот на инсулин. Јас знам и мои пријатели на во посериозни години кои што повеќе од 6-7 месеци правеле испитување да го погодат инсулинот. И сега кога нема да го користат тој инсулин, се доведени во една навистина стресна ситуација, вели пак и повторно ќе поминаме низ тој пекол кој што поминавме 7 месеци да ние повторно ни го погоди некој инсулинот. Дозирањето се јасно.
Навистина не знам да се изразам стручно, јас се изразам како сега човек кој што е загрижен родител, меѓутоа сепак момциве, дечките, односно луѓето кои што се ја имаат оваа состојба, сигурно послушно ќе ги кажат во тој дел. И од друга страна исто така не можам да го премолчам и не можам да го разберам молкот на најповиканите. Тоа се ендокринолозите кои работат со диабетичарите. За жал, очигледно не по своја волја се јавија некои ендокринолози, дури еден ендокринолог кој што воопшто разбрав и дека не работел досега со пациенти и директор, не знам, господја која што предпоставувам дека не по своја волја мораше да излезе и да се бламира пред јавно пред пациентите, а меѓутоа да се бламира и пред целокупната јавност, кажувајќи оно што го кажа. На крајот сепак би сакал да употребам една порака на министерот во смисла да инсулинот и диабетичарите не треба да бидат односно преку нивниот грб не сме да бидат средство за порамнување, односно средство со кој нарачателот ги порамнува сметките со добавувачите на инсулин. Може би за некој инсулинот е само една обична игра, едно, ако сакате, политичко или финансиско надмудрување, или пак нешто трето. Очигледно јас повеќе спомнем ова нешто во трето, но за диабетичарите самиот инсулин значи живот, значи здравје, а за нас родителите сигурно дека тоа значи радост, спокојство и мир. Од друга страна, исто така и ние, како родители и како пациенти, сме згрозени од оние кои што возат бесни джипови, кои што имаат по 4-5 стана, а се функционери, се министри, се пратеници во државата Република Македонија. Меѓутоа, ние не излеговме на сите нив да укажеме на едно со едни паушални обвинувања и да го пореметиме системот, токму поради тоа што некој за време на својот мандат се неправно, неовластено се збогатил. Иако можевме да направиме тоа, оставивме тоа и оставиме тоа да го решат институциите на системот, да го решат органите на прогонот кои што треба да откријат како сите тие функционери се збогатиле и како тие функционери за својот мандат дошле со по неколку стана. Значи, нас не интересираат становите на добавувачите. Нас не интересира само здравјето на нашите деца и оттаму сметаме дека едно паушално, една импровизација и вакви игри не смеат да се случуваат, бидејќи се доведува во опасност здравјето и игнината на нашите деца.